му горе в небеса, Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Дали одиш таму? Кај Него. Барајте го Царството Божјо. Те сакам, Господе Исусе Христе, Ти благодарам што и овој ден ме облева Твојата светлина. Ти се поклонувам, Татко, Господе Исусе Христе, го повикувам Твоето име, простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев и за гревовите на моите предци. И ја прифаќам Твојата волја во мојот живот, во животот на моето семејство, се предавам во Твоја собственост, се враќам во Твоја собственост. Ти да живееш во моето срце, да ме обликуваш и да ме научиш да останам, да победувам во љубовта, да победам. Кој победува ќе наследи се. Ќе му бидам Бог и ќе биде мојот син. Писма до 7 цркви, откровение на Јован апостол Богослов, до изладена црква. Изладена црква. Одиме понатаму до гласникот на црквата во Ефес, напиши го следното. Видете, се пишува, се знае. Сега ме прашува една сотрудничка, ма зошто има око за око, заб за заб? Затоа што има закон. Мора да има закон. Не може човекот ти да создаваш закон, тогаш ќе има повеќе закони, беззаконие, многу законие. Во Хомер исто има еден стих, многу правила не се добри, едно нека биде. Тој е судијата, тој е учителот, нели? До гласникот на црквата напиши го следното: изладена црква во Ефес. Ова ви го порачува оној што ги држи 7 звезди во својата десна рака и што оди меѓу 7 златни свекници. Тоа се 7 заедници, 7 Исусови заедници на оваа земја, долина на сенка смртна. Пазете сега и ги дава нивните карактеристики. Познати ми се вашите дела, на секој еден од нас. Труд, трпение. Знам дека не поднесувате зли луѓе. Кога некои луѓе се прикажувале за апостоли, а не биле. Вие сте ги провериле и сте утврдиле дека тие се лажливци. Непоколебливи и неуморни сте, иако имате претрпено многу заради мене. По краткото страдање на земјата се усовршуваме и треба да се вратиме во Царството Божјо, да го бараме Царството Божјо. Ете, тоа е целата суштина. На кое царство му припаѓаш ти? На ова паднато, минливо, што има рок на траење, или на Царството Божјо, кај Твојот небесен Татко, кој победува? Дали победувам со словото на моето сведоштво? Но имам нешто против вас. Пазете, ви зборува Семокниот Бог. Вие веќе немате таква љубов спрема мене каква што имавте на почетокот. Значи на почетокот се воспавуваш, Исус ваму крена раце, малку ти доаѓа подобро и после кога треба да вложиш малку, да се откажеш од себе си, да му предадеш се, да се промениш малку, ти ќе ја дувнеш, ако те укори некој, ќе ја дувнеш. Се враќаме повторно на Петар. Исус му рече: бегај од мене, Сатано, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не што е Божјо. Во еден случај, кога му вели тоа нема да се случи, нели, Исус им зборува дека ќе го распнат. Мисли на тоа што е човечко, но не избега Петар, остана, а некој ќе му кажеш нешто и ќе ја дувне. Значи, веќе немате таква љубов спрема мене каква што имавте на почетокот. Дали љубовта се излади? Присетете се кај бевте и кај паднавте сега.
Покајте се, тоа е важен момент, и постапувајте како на почетокот, со горлив дух, распламтен дух, работиш за Царството Божјо. Инаку, ако не се покаете, ќе дојдам кај вас, ќе ви го земам свекникот. Значи, нема да бидеш свекник што се става, нема да имаш сила, ќе влезеш во темнина, нема да одиш кој врви по мене, ќе оди во светлина и нема да има темнина во животот. Ќе ти ја земе светлината. Односно, не ти припаѓа веќе, духот си заминува. Сепак ова ви е добро, го мразите она што го прават николаитите, традиционални верници, колку сакаш во Република Армакедонија. Затоа е состојбата ваква, како што и јас го мразам обредни правила, дејства кои немаат никаква врска. Ако имате на Бог, не му треба дејства обредни, туку твоето срце, за да се насели, да се промениш, да те учи. Ако имате слух, послушајте го тоа што Божиот дух. Треба да бидеш покорен, да слушаш, он да те води, што им го говори, порачува на црквите. На оние што ќе извојуваат победа, постојано тоа се зборува, да извојуваш победа, тие го победија со крвта на јагнето, со словото на своето сведоштво и не се плашија за својот живот, дури до смртта. Значи, на оние што ќе извојуваат победа, ќе им дадам да јадат од животодавното дрво што се наоѓа во Божјата градина. Слава ти, Господе Исусе Христе. Значи, ќе добиеш живот вечен, ќе јадеш од дрвото кое ги оживува народите, кое дава вечен живот. Тоа е слика. Одиме понатаму, прогонетата црква во Смирна. Значи, изладена црква, немојте да бидете изладена црква, зборува и за тебе како поединец. Ти си црквата, ако си храм на Светиот Дух. До прогонетата црква во Смирна, Исусе, те сакам. До гласникот на црквата во Смирна напиши го следното. Ова ви го порачува првиот и последниот, оној што умре за сите вас и оживе. Знам за вашите страдања. Знае тој зошто да страдам, зошто ми се случува. Сиромаштија. Но вие сте богати. Богати со дух. Знам и за навредите што ви ги нанесуваат луѓе кои себе си се сметаат за Божји народ, а не се. Тие се сатанско собрание. Тоа се сатанско собрание. Не заборавајте, Исус го распна првосвештеници, писмознанци, фарисеи, садукеи, верски учители, тие што мислат дека се Божји народ, а се сатанско собрание. Земни, поделени, телесни цркви кои си терат своји обреди и правила и си живеат како што сакаат. Не плашете се од страдањата што ве очекуваат. Наскоро ѓаволот некој од вас ќе искуша, фрлајки ги в затвор, ќе страдате 10 дена. Останете ми верни, дури и ако ве осудат на смрт, јас ќе ве наградам со венецот на животот. Дури до смртта. Ако имате слух, послушајте го тоа што Божиот дух им го порачува на црквите. Дали ти си го тераш својот обреден систем, канони, правила, доктрини, или го слушаш Божиот дух, дали читаш од туги учења или слегуваат по духот и се исполнува тоа Исус е учителот, Исус е судијата, Исус е наставникот. Никого не викајте татко на земјата. Одиме понатаму, попустливата црква во Пергам, значи ова беше едната изладена црква во Ефес, прогонета црква во Смирна. До гласникот на црквата во Пергам напиши го следното: попустлива. Ова ви го порачува оној што држи двоостар меч. Знам дека живеете во престолнината на сатаната. Знам дека цврсто се држите до верата во моето име. Таму
во жилиштето на сатаната вие не се откажавте од верата во мене ни тогаш, кога од вас го зедоја мојот верен слуга Антипа и го убија. Може да се случи, за Божја слава. Но имам неколку забелешки против вас. Меѓу вас има следбеници на учењето на Балам, стари традиции. Тој беше оној што го подучи Балак да ги заведе израелците да јадат месо жртвувано на идоли и да блудничат. Па видете сега, видете како една слава, например, во некој храм, се коле, се прави, се дава, например, како викаат они курбан за не знам што, за некој таму што служел, и ние сега имаме Исус, не треба повеќе крвни жртви, милост сакам, вели Исус, тоа ви е тоа. Јадат месо жртвувано на идоли и блудничат, и потоа ќе фатат песни ора, стана да јаде, да пие, ќе заврта торото, и тие не го познаваат Исуса Христа внатре во срцето, знаат само во умот далеку. Покајте се, ако не ќе дојдам кај вас и ќе војувам против тие луѓе со зборови што ќе сечат како меч. Ако имате слух, значи да си послушен на Словото. Послушајте го тоа што Божиот дух им го порачува на црквите. Но како да го послушаш, кога во твојата заедница можеби нема Божји дух? Тие се водени од телесен дух, од духот на овој свет. На секој што ќе излезе како победник, ќе му дадам од скриената мана, ќе му дадам бел камен, на кој ќе биде впишано едно ново име, што не го знае никој друг, освен тој што ќе го добие. Значи, 2-3 цркви обработивме, и сега ние се враќаме на ова што е слезено како поука, значи тој е учителот. Ако затреба, те црквите, едната се излади, другата е прогонета, третата колеблива, нели? Дури и да умрам за тебе, нема да се откажам од тебе. Петар му го вели ова на Исус пред да го распнат. И сите ученици, Матеј 26:35, Исус се пред распнување. Петар пак се истрча, изрече, а не може да изврши. Три пати се остана пред петел да запее, три пати се откажа. Пред петел да препее, запее. Потоа Исус му вели, смртно е нажалена мојата душа, останете тука. Каде? Во љубовта Исусова, и бидете будни со мене. Матеј 26:38. Исус се оддалечува малку. Од што се оддалечува? Од светот. Падна на лицето свое, се молеше и говореше. Тоа е однос од поклони. Оче мој, но не е само физичко дејство. Ако е можно, еве го односот. Ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Но не како што сакам јас. Туку како ти, Матеј 26:39, се враќа кај учениците, ги затече како спијат. Спијат во светот, и му рече на Петар, толку ли не можете? Сотрудници, толку ли не можете еден час со мене да останете будни? Ено ќе има бдење, се молам натаму. Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Матеј 26:40-41. Дали спиеме или сме будни кога го распнуваат Исус? Дали имам обрска кон Исус да не се успијам во светот, да ме успие светот заради нешто, заради некого, да го потурнам, подиставам Исус, тргни се сега малку понастрана, додека не дојде времето да се наспијам во овој сатански свет. Најчесто ќе го преспие својот живот и после ќе речеш, зошто Господи ова, зошто вака Господи? Исус повтор пат се моли. Оче мој, татко, ако не може да ме одмине оваа чаша, без да ја пијам, нека биде Твојата волја, татко Исусе, Матеј 26:42.
чаша за пиење, секој има по некоја, и негова волја. Дали ја потурна чашата или ја испи и ја исполни волјата на Отецот. Дали јавно го славиш, исповедаш, сведочиш за Исус или си спиеш таму некаде во светот, чекаш да се разбудиш, чекаш лично Исус да дојде, да ти рече стани или ајде Јона. Исус се враќа и пак ги наоѓа, те наоѓа како спијат, зашто очите им беа натежнале, и трет пат се молеше исто, од срце, лице во лице, срце со срце. Исус се молеше лично пред Отецот, пред Него, и пак ги најде како спијат. Дали ти си застанал, си свесен дека имаш татко, кој создал се? Татко, помогни ми да поминам и денеска. Се што ќе работам за Твоја слава, со името Исусово го повикувам да живеете во моето срце. Пак ги наоѓа како спија. Дали спиете, луѓе, во овој свет? Неговите ученици, следбеници. Дали и ние спиеме во овој расипан, паднат свет? Дали сме будни, сведочиме, служиме, работиме за Исус Христос, за Царството Божјо? Дали најсетне, најнапред го барам Царството Божјо и сакам да се вратам на небесата? Има ли слово на сведоштво во мене? Имам ли сила, радост, желба, волја да сведочам пред сиот свет, да работам за Царството Божјо, да станам сотрудник? Имам ли Дух Исусов во мене? Дали се соблазнувам од светот? Дали се срамам дека сум Исусов? Дали на вистина сум Исусов? Ако се плашам да изјавувам, сведочам, действувам, работам, да се покажам во Него, со Него, кој ме спречува да го славам, да сведочам за Исус и да си спијам, да дремам во светот? Се уште спиете и почивате. Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешници. Матеј 26:45. Дали дозволувам да се предава секој ден Исус во рацете на грешници, да зборуваат и да сведочат тие за Него кои не го познаваат? Исус ни зборува на заспаните ученици. Нам ни зборува. Го распнуваат повторно телесни, лажни, без дух заедници, земни христијани, сатанска збирштина собрание, полна уста со Исус, а со срцето се далеку од мене. А ние спиеме, се уште спиеме, го потурнуваме Исус во светот. Тргни се бе Исусе, чекај, сега имам работа. Дали си ја откажувам од Исус? Дали јавно зборувам за Него или не зборувам заради? Додека Исус се предава во рацете на грешниците. Тие ли ќе сведочат за Него, кои не го познаваат? Затоа нема христијани. А Исус ни вели: станете, бре луѓе, да си одиме од овде. Ова сум ви го кажувал еднаш. Ете, се приближи оној што ме предава. Тоа е сатаната. Матеј 26:46. Да станеме, не да заседнеме и да спиеме. Да бидеме будни во Исус Христос. Да не бидеме ние тој што се приближува до Исус, само за да го предаде, поттурне во светот, да се откаже од Него пред светот. Го предаде Негов ученик за 30 сребреници. Тоа може да биде било што ти е поважно, дадени од верници на светот. Првосвештениците кои го проповедаат, го брборат Евангелието, го пеат тарабара. Тие што мислат дека се со Бог, а се сатанска збирштина, го распнуваат Исус. Бидете будни со словото на Неговото сведоштво. Станете да си одиме од овде, повик за секој еден од нас. Од каде? Од овој лажен, предавнички свет. Да си одиме во Царството Божјо, Царството на љубовта. Дали јавно го исповедувам Исус пред сите
или спијам. Поверува и затоа зборува. Дали верувам и сум поверувал во Исус, дали сум му се доверил, поверил, тој ме води, тој ме учи, тој ме обликува и со неговата сила живеам духовен живот и духовно движење од телесниот паднат човек кон духовниот Исусов. Исусе, евете ги клучевите од моето срце, се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине во името на Господ Исус Христос, заповедувам, бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не вракај се повеќе надвор од моето тело и душа од мојот имот, од заедниците, од македонскава земја. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас, се што не е од Исус да си замине. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во моето срце и насекаде. И кај тебе, брате и пријателе, разбудете се, морни копачи и копачки, сотрудници Исусови. Доаѓа време да се исправиме во силата Исусова. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз секој еден од нас. Исусе, дојди во моето срце, застани, остани, помогни ми да победувам со Твојата љубов, со крвта на јагнето и словото на Твоето сведоштво. Исус е мојот Господ и Спасител, за секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус, пред мене, зад мене, низ мене, околу мене, во мене, во срцево. Исусе и само Исусе. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, татко мој, те љубам, мил Исус.